Комуналното предпријатие Водовод од Кочани почна да ја собира сламата од ризовите полиња како една од мерките за спречување на нејзиното палење и загадувањето на воздухот. Сламата се складира во пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци, каде по преработката ќе се добие компост, односно природно ѓубриво за земјоделските површини. Предпријатието склучува договори со поголем број земјоделци, со што добива согласност механизацијата да влегува во нивите, да ја балира сламата и да ја транспортира за потребите на пречистителната станица. Оваа година е како пилот проект, ние треба да собереме од 40 до 60.000 бали за оваа сезона, за да почнеме од самата фабрика, бидејќи единствена таков вид на пречистителна станица во Македонија кој што ќе има и готов производ, а тоа е компостот. За компостот ни е потребна таа слама. Оваа година ќе биде пилот проект да видиме каков компост ќе можеме да извадиме, во колкави количини, за да можеме после истиот да го понудиме на земјоделците, за да можат да го поставуваат на самите ниви со цел да ја даде поголем род. Тој компост имаме дадено рецепт за истиот како да го правиме. Намената ќе биде за оризовите полиња, инаку ние на дневна база создаваме околу 16 до 17 метри кубни тиња, а заедно кога ќе се измеша со самата слама, ќе дојдеме некаде до 26 метри кубни готов компост кој што после ќе можеме дневно думам, значи што ќе можеме после да го понудиме на самите земјоделци. Според Киров, пречистителната станица за отпадни води е единствен таков капацитет во државата, кој освен филтрирањето на водата од фекалната канализација, произведува и компост како готов производ. Во пилот проектот е предвидено компостот да им се понуди бесплатно на земјоделците за да ги наѓубрат нивите, а нивна обврска е да обезбедат слама по завршувањето на наредната жетвена сезона. Собирањето и компостирањето на сламата е една од мерките за заштита на животната средина, бидејќи земјоделците ги палат остатоците од жетвата на оризот, со што освен штетните материи од чадот, се уништуваат и хранливите материи во почвата. Според стручните пресметки, од жетвата на оризот се добиваат околу 4,5 тони слама по хектар, при што во сточарството годишно се искористуваат околу 8.500 тони, а остатокот од над 11.000 тони е слободна биомаса. Податоците се однесуваат на површини од околу 3000 хектари засејани со ориз. Со најавите за нивно зголемување, пропорционално ќе порасне и количината на биомасата, што останува на нивите после секоја жетва.